Приведени 4 странски државјанки на возраст од 20 до 33 години во угостителскиот објект Ориентал Ас во Жеровјане. Вчера вечер од 23 до 1 час од пополноќ, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово извршиле претрес во објектот кој е во сопственост на 41 годишен жител од Боговиње. Во претресот реализиран со судска наредба, во казиното чиј закупец е скопска фирма, а менаџер 38 годишен тетовец, биле легитимирани и прегледани 7 лица и 3 возила на паркингот пред објектот, како и 4 странски државјанки, од кои 3 од Република Србија и 1 од Република Хрватска. 4 странски државјанки денеска се предадени на одсекот за прекограничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка. Во истиот период извршен е претрес и во угостителскиот објект Ловец во Жеровјане, сопственост на 42 годишник од Мала Речица. Кај еден од гостите, 34 годишникот Пирок, пронајдено е најлонско пакување со непозната бела прашкаста материја, завиткана во банкнота од 5 евра. Во објектот исто така затекнате и 35 годишен жител од Градец, по кого била распишана потрага, и двајцата се приведени и задржани. Вчера околу 16 часот на автопатот Скопје-Тетово, во близина на наплатната рампа Желино, патничко возило Голф со тетовски регистарски таблици, што го управувала 24 годишна девојка од Тетовска Мала Речица, загубило контрола и излетало од коловоз, а потоа се вратило назад и пак преминало на левата страна. Од излетувањето оштетен е еден рефлектирачки столб и 3 метални столба, како и 12 метри од заштитната ограда. Повредени во излетувањето нема, додека вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари. Првична причина за несреќата е пребрзото возење. Полицијата извршила увид и ги утврдува причините за оваа несреќа. Тешка кражба во куќа на 39 годишен тетовец, лоцирана на улица 102. Кражбата се случила ноќта помеѓу 9 и 10 овој месец од засега непознати сторители. Одзеле 3 мобилни телефони, лаптоп и 40.000 денари. Полицијата извршила увид и работи на откривање на сторителите.